убедлива победа против Црна Гора 29-20. Дали е ова начинот на кој посакувате да игра Македонија? Па прво честитки за дечките за една борбена утакмица. Резултатот, иако е голем, не ги добивме така лесно. Видовте дека прво полувреме игравме во Грч. Знаевме сите ова утакмица што ни носи нас. Се надеваме на пролаз, мислам да поминиме во втора рунда. Ова утакмица беше од таков карактер. Прва победа на едно големо надпреварување. Може да бидеме сите радосни за тоа што оваа репрезентација покажува еден карактер каде што ние одиме до крај. Значи, ако може да победиме 15, ќе победиме 15. Значи, овие дечки го даваат максимумот и колку ќе ни дозволи и ротацијата и све, ќе одиме до крај на секоја утакмица на победа. Ја спомнавте и ротацијата на овој надпревар, ги искористивте буквално сите 16 тркометари кои што ви беа на располагање и сите дадоа барем најмалку по еден гол. Тоа ви беше планирано однапред или како се движеше надпреварот па во... Да, секако со мојот стручен штаб анализиравме и видовме дека Црна Гора нема доволно ротација и бевме договорени да трчиме 60 минути, да наметнеме едно темпо, да ги издортираме нашите играчи. Видовте дека сите дадоа придонес во оваа победа и едно големо честитки и се надевам дека Македонија ќе се радува и понатаму со овие дечки и со оваа генерација. Работата се уште не е завршена. Ако зборуваме за пласманот во вториот круг, утре не очекува уште еден надпревар против Грузија. Ги следевте два пати на ова светско првенство. Може ли ова репрезентација да ни направи проблеми утре? Па ние против секако ќе одиме максимално и на победа. Не може да кажеме пред време, како што ви кажав и пред Црна Гора, ќе даеме све од себе. Се надевам на победа, затоа што видовме дека Грузија не го поседува тој квалитет, но сепак утре е друг ден и ќе ви израдувам.